Задоволство ми е и оваа сабота да упатам срдечни поздрави до сите вас кои редовно ја следите емисијата Фактор среќа на телевизија Алфа, поддржана од Државна лотарија, и пак еве да ве поканам на уште една дружба во која што верувам дека ќе уживате исто како и ние тука во студиото. Денешниот гостин во емисијата е наш еминентен музички уметник кој припаѓа на одбраната плејада репродуктивни македонски културни дејци и уметници кои со својата силна порака што ја упатуваат на концертната сцена, со моќта на инструментот, со експресивната интерпретација, но пред се и над се со бескомпромисната љубов и посветеност кон музичката уметност, остава длабока трага во македонската музика и незината традиција. Тој е прв обоист солист во македонската филхармонија, добитник на голем број престижни признанија и награди на домашната, но и на интернационалната музичка сцена. А токму во април оваа година одбележа 50 години од својата уметничка дејност. Васил Атанасов, професор, доктор и обоист солист во македонската филхармонија, кој целиот свој професионален работен век го помина токму таму, денеска зборува за своето животно патешествие, за тоа колку уметноста и музиката причинуваат фактор среќа во неговиот живот и во сите овие изминати 5 децени. Добар ден и добре ни дојдовте во Фактор среќа. Добар ден и благодарам на поканата. Со задоволство присуствувам и гледам вашите емисии. Имате оваа порака, така да се радувам што сум вас гостин. Секако ова гостување беше неизбежно и е со повод затоа што токму минатиот месец со два прекрасни концерти ја одбележавте вашата 50 годишна уметничка дејност. Едниот концерт се одржа секако во Струмица, вашиот роден град, и веднаш утредента во Музеот на македонската борба тука во Скопје. Присутната публика можеше да ужива во внимателно одбрана програма која што долови само мал дел од сето она што во вашето животно и работно патешествие имате дадено на нашата музичка сцена и на музичката култура. Васил, јас би ве замолила да почнеме уште од самите ваши почетоци. Ја спомнавме Струмица, вашиот роден град. Како всушност се случи да се влюбите во обоата и да се одлучите музиката да биде ваш животен повик и определба? Овие определби не се случајни, тоа е талентот, генетика, наследно. Кај нас, кај мене во мојата фамилија веќе 5-та генерација се бавиме со музика. Секако прво бил изворниот фолклор, мојот дедо свирел многу на тамбора, дедо Љамо, и пеел, потоа мојата мајка имаше прекрасен глас. Едноставно тоа ви останува во потсвеста, бидејќи таа и дури работеше, мојата мајка не да се викаше, си пееше многу стари песни, кои и ден денеска јас ги памтам, но исто така тие се запишани во Институтот за фолклор, доаѓаше познатиот собирач од нашиот крај, господин Иван Котев, и тоа го овековечи, а татко ми исто беше талентиран, свиреше на кавал, на тамбура, тој дури изработуваше, нели за своја душа. Постариот брат Мите беше прекрасен кларинетист, тој одел на нижа музичко, тие се тешки времиња после ратот, после војната, исто и другиот брат Ѓорги беше многу музикален, тој е технолог, но пееше во Мирчаца долги години. И нормално дома сите свиреа, и братучедите, армоники, кларинети, тарабоки, музичари доаѓаа, и тоа ме привлече, од мал ја сакав музиката. После основното образование во Дабиле продолжив во музичкото во Штип. Тоа беше... И таму изучувавте и обоја и клавир. Да, а се така одлучивте беше, за обоја. да. Па тогаш за изборот ја сакав да свирам труба, оти нели дома беше оркестарот, кларинет, армоника и тарабука, фалеше труба, тоа беше веќе едно посовремено време, но професорите сметаа дека
импостација на устата, прстите, нели, обоа и тоа е редок инструмент. И навистина, јас имав некои информации, бидејќи првиот обуист во Белград на радио беше македонец. Првиот обуист на Словенска филхармонија беше на мојот професор од фамилија Дукузови. Значи, имаше македонци кои беа познати на дувачки инструменти. Не го познав инструментот лично од слика или од звук. Лебедово езеро ги слушавме на радио тогаш тие композиции, така да не беше едноставно на почетокот, бидејќи нели во фамилијата очекува инструмент за народно. Но постепено ја не се откажав. Таа љубов беше добра, убава и тогаш не изучувавме упоредно и клавир и навистина и добро свирев. Во еден период, во 4-та година, да кажам, професорката по клавир инсистираше да одам на клавирот. Мислам, тие сеќавања ми се многу јасни, но јас веќе имав 4-5 награди, државни, републички и сојузни, тогаш имаше и сојузни надпревари. И реков, обоа ќе биде и ми ја купија обоата родителите. Да, и потоа продолжив во Скопје на факултетот за музичка уметност, каде што во редовен рок го завршив и не само тоа, во редовен рок го завршивте и магистриравте со највисока оценка така и направивте, тоа сакав да кажам, добар избор, бидејќи пианисти имаше, а обоист немаше во нашава земја. Тогаш и прифатив, кога каже професорот, оти и од дома, кога тргнав, да кажам, братучет ми, беше дипломиран и работеше како наставник, вика, обоа или фагот. Тие се ретки инструменти и има работа за нив. И мене некој обоата повише ми легна, оти личише на кларинет, а кларинетот го познавав, оти брат ми свиреше на кларинет, но се поклопи добро, така да покасно, еве, дури бев на академија, станав и стипендијант на Македонска филхармонија, стипендист, да уште пред дипломски да бидам примен на работа, покасно и магистрирав и 40 години работев во Македонска филхармонија како профобоист солист. Еден мандат бев и директор и верувам дека со мојата работа и како уметник и како директор во тоа време допринесовме за растежот на филхармонија. Секако тие беа многу тешки времења, бидејќи ние немавме своја куќа, немавме концертна сала. Јас го поминав тоа премрежје. Минатата година беше јубилејот и во разговор, нели 80 години филхармонија, колегите кои поврзаа дека јас работам 40 години и неколку години пензија. Да, професор, биле сведок на некои сосема кои инакви времења и услови. Колеги, вие сте среќни, оти сега имаме храм на уметноста, би рекол, на музичката уметност. И јас свирев и во 25 мај, и во Песталоци, и во училишта, и во основни школи, и во гимназии. Пробавме кај ќе стигнеме, немавме стално место. Така да подолго време бевме во Арама, да кажем, еден период, но таму беа ограничени услови. Потоа дојде новата филхармонија и ете, нели, заслуженото место го добивме како национален оркестар, така да беше во уметноста, да ви кажам, борбата е голема. На сцената завршува се. Тука нема пријателства, нема познанства. Излегувате и започнува концертот. Нашата уметност, музичката, е моментална. Значи, ние кога разговараме вака со колеги од фелата, нели, писатели и сликари, велам, ти утре може би колега ќе коригира сликата или песната, ја не можам да коригирам. Вечерва е публиката чека, така да, за среќа, сите овие години нормално имало успони и падови, но убавината била во тоа да се надмине и да се оди натаму. Водилка била љубовта кон музиката, за мен не кажувам. И таа била најголемата среќа, која ќе ги видам озарени лица на публиката, од другата страна на сцената, во гледалиштето, поготово на моите гостувања во странство. Од, да кажам, Белград, Загреб, Љубљана, бивша Југославија, Италија, Мексико, Русија, Кореја, Виетнам, и кога ќе видите во една средина непозната која ви се поклонуваат, барат автограми, барат компакт дискови, за среќа носев јас. Еве, тука се гледа и ова LP плоча меѓу првите, сум извадил и сватив дека тогаш на концерт дирекција во Белград за Југославија беше, бара да имаш проспект и LP плоча, бидејќи убавите зборови не се доволни, може да има се напишано, но на сцената ќе покажете кој. Така да, тоа беше големото задоволство. Свирев секогаш македонско дело,
Тоа беше, да кажам, од кај сум. Аплаузите доаѓа, убави рецензии и јас сум презадоволен, да кажам искрено. Што е тоа толку специфично кај инструментот обоа? Слушнав дека има едно делче кое што не може да се купи, туку вие сами го изработувате и го адаптирате на себе си. Писка. Да. Епа, тоа е спецификата. Инструментот е сличен на кларнетот, но мензурата е потесна, помала. Дрвото е абонос, значи за квалитетна обоа професионална. И звукот се произведува со еден додаток, тоа е писка за обоа. Таа е всушност двојна пластинка, која со вибрација на устата и испуштање воздух се произведува тон. Тоа е најспецифичниот дел, би рекол. Оти инструментот, колку и да е добар, ако немате добра писка, е сега. Македонија и во Југославија имаше многу малку продавници и ние ги набавувавме готови, но тие не беа подготвени, да кажем, према мојата физичка конструкција на устните или на колегата или не знам, и тоа беше ризик и мораше да се дотеруват специјални ножови за писки покасно. Јас од мојот интерес ги научив и тие работи, но мојот брат Ѓорги, кој патуваше со Мирчацев, купуваше писки, ми донесуваше и истражував да видам, нели, ќе ја свртев према светлината да видам како е длабене, како е заземано тоа, за да може да ја прилагодам, да свирам долго, убав тон, а да не се изморам. Така да јас успеав тоа да го совладам и секако покасно тие писки се набуваа во странство, во Германија и Франција. Франција е мајка на обоата, би рекол. Таму беа најубавите инструменти, најдобрите трски, иако и во Германија и во Италија имаше, но тие беа да кажам, Страдивариус обои и за среќа јас одев директно у Париз во тие фирми кои произведуваат како професионалец. Без добар инструмент обоа и без добар писок не може да направите убав концерт и да бидете убедливи према публиката. Така да јас имав среќа да се научам и тие писки ги набавувавме од странство. Покасно се научив да ги правам сам и тука е најголемиот проблем. Се губи многу време. Значи, може да од исто пакетче трски, тие се само плочки. Треба да ја обликуваш, формата на писката, па да ја врзиш, долниот дел се вика руле, тоа е цевчето со плута, па да испробаш, па промена на времето прави проблем секогаш и затоа во кутивчето ние имаме по 3 писки кои се блиску или слични и тука е таа специфика. Така да и јас колку време се користи една писка? Една писка 10 до 15 дена, максимум 20. И се истрошува. Постојано треба да се обновува и да се прави. За разлика од кларнетистите, тие имаат готови, изработени. Иако и тоа не е знак дека ќе се добри. Во тоа кутивче може да бидат 3 добри, или една, или може и 5 да бидат. Но кај обоата тоа е многу комплицирано и треба да се проба, да, нели, пак да земеш со ножето, да обработиш. Така да јас и дури ги учев тие млади таленти во музичкото и на факултетот, моите колеги, покушавав да совладат и таа, да кажам, би рекол, проблематика, со тоа да си помогнат. И така излегуваше поевтено. Арнома, оврските беа поголеми. Вие може да купите една писка која е измеѓу 30 и 50 евра и пак да не свири. Значи, вие ќе имате сувенир. Така да изработувајќи сами, си помагате, но се губи многу време. Значи, ние ако треба да вежбаме 3 сати денес, 4, треба уште толку време да изгубам за да направиме една добра писка. За среќа сега се подобри комуникациите, нели порачуваме. Јас одам често во Париз, патувајќи на турнеи, купувам и други трски, проверуваме, така да тоа било спецификата, но ако ја сакате својата работа, еве, во случајот свирење на обува, таа професија, бавење со музика и уметност, нема никаква пречка. Вие тоа го совладувате, бидејќи размислувате само за убавината која носите на изведбата на концертот. Пред да продолжиме со патувањата и турнеите кои што ги спомнавте, ќе ми дозволите да ви дадам можност да одберете една од гребките Урбан стил на државна лотарија и да изгребеме за да видиме дали ќе имате среќа
да станете добитник на никаква парична добивка или на екоскутер, економичен и електричен. Сега треба да ги изгребеме полињата за да видиме дали ќе имаме 6 исти. Три полиња со ист износ носат добивка, во спротивно гребката е недобитна. Последното ни останува. Имаме 3 пески. Добивка. Сепак е добитна, да, 50 денари, скромна добивка, но... И тоа е среќа. Така е. И на малите нешта се радуваме. Јас бар така. Така е, тоа може да ви донесе нова гребка во некој од продажните места на државна лотарија, ако знаеш што се крие во таа нова гребка, како велат среќата ние секогаш под прстите. Ајде сега да проговориме за тие турнеи, многубројни патувања кои што беа дел од вашата богата уметничка кариера. Имате настапувано на секаде ширум Европа, но и во повеќе далечни земји кои што ги спомнавте. Русија, Мексико, така. Кореја, Виетнам. Кое ви е највпечатливото гостување, патување, можеби најнеобичното доживување кое што сте го имале на овие настапи и турнеи? Да ви кажам, тие патувања биле секој пат интересни, но и напорни, поготово тие далечни, да кажам, за Јужна Кореја, за Виетнам, за Мексико. За Мексико морав 5 авиони да сменам. Значи, одите во една друга средина, летав Скопје, Виена, Франкфурт, веќе и не памтам. Знам оти 5 авиони и се гледав да е координирано, да има саат и пол, да може да се прекачам на другата линија. Беше интересно оти, дали среќаваме на друга култура, на ацтеките, на Мексико, кој го знаеме најповеќе од филмови кои ги гледавме, вестерн филмовите со Џон Веј, и беше прекрасно убав прием, свирев со оркестарот, Хајден концерт, и добив изворедна критика. Значи, од Европа во Северна Америка, но за мене... И тоа од една мала земја Мала во земја, тоа Европа. ги интересираше во биографијата, вика, па ти не си бил во Виена, во Минхен, во Париз да се школуваш, како? Па викам, бете, и во Македонија може да се постигне, но од млади години ги имавме тие добри контакти, бидејќи некако тогаш во тогашната наша држава функционираше музичка младина, имаше тие контакти, академиите соработуваа средби на академии и бев прво во Грожњан, тој младински југословенски оркестар, а покасно бев во Шведска, во УМЕА, во светскиот оркестар. Јас бев едини представник од Македонија и ви кажам дека и тоа беше интересно, сите стасаа на време, јас каснев 3 дена, бидејќи со воз патував, нели, тоа немање средства, но затоа пак седнав на последното место, 7 млади обоисти бевме, да после првата пауза диригентот да каже, колега, ве молам вие да седнете на првото место. Тој ме слушнал како се расвирувам, така да после направивме големи пријателства со тие млади луѓе. Инаку печатливо му беше патувањето во Кореја исто, во Азија, да кажам, една друга култура, една педантност, една точност, една чистина во еден голем културен центар кај што има 10 прекрасни сали и вие се воодушевувате. Таму имав настап на Сеул фестивалот со еден романски пианист, 2 концерти, држев и семинар на Академијата во Сеул, но имав и една прекрасна средба со големиот наш македонски и светски диригент Ванчо Чавдарски, кој дојде за мојот концерт од друг град Тајџон, летајќи 1000 километри. Ова беше незаборавна средба, бидејќи јас бев просто изненаден, не знаев дека е во Кореја, но диригентите тие ги менуваат, бидејќи местата, нели, се под договор. Направивме една убава средба, се дружевме, така да тие се ги има повеќе, но за мене еве таа средба била да видам македонски познат диригент да дојде на мојот концерт, а ме воодушеви тој културен центар
со една прекрасна сала, 2500 седишта и уште други со Стенвей клавири, атмосфера, амбиент, со доле продавници за музички инструменти, за CD-а специјални. Тука кај нас уште тоа не беше развиено за гудачки инструменти. Ноти колку сакаш, јас бев одушевен, колку можев, нели купував, оти ние па не смеевме да носиме, тука уште беше забрането, тоа беше 98 година, минатиот век за помлади што ќе гледат. И посебно впечатливо ми беше гостувањето во Русија. Тоа беше првиот пат во Москва кога свирив со оркестарот и маестро Николаев и со еден прекрасен Валери Попов, фаготист, светски уметник кој свирил и во Берлинска филхармонија со Карајан. Кога ги видов тие импозантни згради кои сум ги читал во руските романи, ја видов Академијата Чајковски, големиот паметник пред Академијата, Большој театар, кој ќе видите тие здања на уметноста во Академијата, ројот звукови се вежба, се подготвуваат кандидати. Тоа ви дава една енергија, една убавина на душата и со еден посебен мерак да настапите. Јас свирев и со оркестарот и со еден пианист руски и свирев и македонско дело во таа камерна сала Рахманиновска, што ја викаат они. Значи, тоа се незаборавни моменти, добив искрени аплаузи, рецензии убави, така да ги има многу, но еве јас тие ги издвојувам на крај. Обојата и вашата музичка и уметничка дејност, ете ви ги отворија вратите ширум светот, имавте можност да патувате, да видите нови земји, да настапите на различни концертни сцени и да соработувате со навистина врвни светски музички имиња. Тоа е исто едно посебно искуство и богатство. Да, секако. Па, еве, јас имав среќа и со самата работа во филхармонија, тука доаѓа големи диригентски имиња на времето и беше една атмосфера малку подруга него сега и поделикатна. Доаѓа прекрасни диригенти со големо знаење и педагози и јас лично научив и многу од нив. Во тоа време, еве ние на Академија и покрај добрите услови, дека Академијата беше нова, а немаше толку студенти да може да направиме оркестар симфониски, како сега. Сега е предност, има повеќе кандидати. Тогаш, да кажем, имаше 5 труби, 2 обои, 7 кларинети, 3 виолини, 1 виолончело. Вие не може да направите. Дури ни камерен состав не можевме да направиме, но ете, ние имавме среќа да имаме добри гости, диригенти, солисти, така да јас ќе кажам дека еве во Скопје и вие знаете, врвни уметници гостувале од тоа време, од рускиот диригент Николаев, Ферстер од Германија, Андреј Андреев беше шеф диригент на филхармонија во моето време и ред други диригенти гостуваше светскиот виолинист Шеринг. Неговата виолина е $5 милиони. Страдивариус. Тој 2 пати доаѓаше во Скопје и јас имав среќа да свирам во оркестарот. Тогаш концерти правихме во универзалната сала. Значи, сите патешествија на филхармонија сум ги поминал и кога им кажувам на моите ученици и колеги, професор, па не сте толку стар за да памтите долги години, нели, на делување и каде сме свиреле, викам, деца и колеги, вие сега имате предност, музичкото е прекрасно во Скопје, филхармонијата е тука, опера имаше уште претходно услови, така да тоа ни даваше за сила, тој господин Шеринг, после дојде на Охридско лето да свири. И тој побарал од Охридско лето младиот убојца од филхармонија да биде на првиот пулт. И мене не беше голема чест и задоволство, бидејќи во Скопје свиревме Моцарт концерт Гедур и Брамс концерт. И Моцарт има соло, ама разговор со него. Значи, тој ќе отсвири, па јас. А Брамс е вториот став, соло на обоата и после тоа почнува виолината. Го свири истото и ја развива темата и кога го отсвирив јас тоа соло, тој се сврте и да ми даде едно признание, да бакнеш така да тие мигови не се заборават и кажувам, тоа беше пострек за нас како млади уметници да се докажуваме, но еве, нели,
имаше Македонија концерт, тие ме застапува мене, исто и Југо концерт, така да имаше рейтинг листа и имаше критериуми. Во сегашно време за нас во Македонија, за музичките уметници, е малку тешко, бидејќи немаме концертна агенција. Сојуз на музички уметници прави некои напори, Министерството не поддржува во рамки на своите можности, но тоа е стихино, значи не е со критериуми. Ако е агенција концертна, таа има рейтинг листа, се знаат кои се критериуми и се оди, но верувам дека во блиска иднина Министерството ќе размисли за тоа и ќе ја поддржи таа идеја која јас поодамна ја протежирам и мои колеги од СМУМ и би било добро да се оствари. Тогаш ќе има селекција, дури и тие млади таленти кои се со меѓународни награди ќе добијат можност да се презентираат. Тогаш ќе имаме и таа размена меѓудржавна, ама на ниво. Значи, ако дојде од Словенија уметник, ќе пратиме и ние наш да се представи и обратно. Тоа не е, како да кажам, некој пат коментираат помлади колеги, тоа е социјалистички, да, затоа сега вие не можете до Врање да одите. А ако има таа размена, тоа е меѓународна, ама на ниво. И од тука јас се надам дека ќе има слух Министерството за култура, а и секако таа наша идеја која јас сум еден од главните протежери, да може културата и уметноста да ги поддржуваат спонзори, ама да се постави во законски рамки. Колку ќе вложат како Западот, толку да не ослободат. Тогаш ќе има бенефит, бидејќи во Германија или Франција, тамо тоа е закон за економија, во финанси ги кажува по членот 92, кој вложува, условно во културата 10.000 евра, за толку ќе го ослободат од данок. Во спортот се направија некои чекори, тоа ќе биде мотив за бизнисот, а олеснување за Министерството и поддршка на културата. Вие сте повеќе од 25 години уметнички раководител на камерниот состав Скопски солисти, но ни за вашата професионална кариера бевте иницијатор и основач на повеќе музички состави кои што до ден денес одлично работат и котираат на нашата музичка и концертна сцена. Да, така е. Освен, нели, како солист, настапувам долги години, од рани години, од млади, да кажем, од средношколските денови, ме привлекувала камерната музика. И тој звук на бои, на сплет на околности, 3 персони или 5, квинтет, квартет или трио, да направиме еден звук, една друга боја, нешто, друг космос, секогаш ме привлекувало. Така да, навистина, јас со тој немирен дух направив неколку состави, да кажем, трио Macedonico, обоа фагот и клавир, па трио Атанасов со син ми Томе Атанасов, обоист, 2 обои и клавир, Скопскиот дувачки квинтет, тој беше формиран од нашите колеги од филхармонија и професори, и нормално смената на генерација. На вашиот а сега таа е третата генерација и нормално камерниот оркестар Скопски солисти. Тоа се сплетна околности во еден временски период кога имало некое затајување или имало потреба која јас сум ја осетил можда и внатрешна, ама и да допринесам за културната средина, бидејќи тоа е само допринос и провокација за другите кои можда би мирно спијат, а сакат да направат нешто, да ги натераме и тие да направат друг состав. Така да тогаш згасна во Македонската радио и телевизија скоро сите ансамбли и јас помина 2 години, 3 и сметав дека треба да се направи камерен состав, среќа и може би во право време се поставивме јас и неколку мои колеги искусни и една екипа млади, талентирани колеги кои веќе беа дипломирани или на крај, се приклучија и така се направи тој камерен оркестар Скопски солисти. Тие млади колеги со огромна желба работеа, свиреа. Ќе кажам дека ги презентиравме сите најдобри македонски уметници беа солисти. Тоа е голема бројка, да не испуштам некој, но секако и нашите македонски диригенти од Лековски, од долги години беше маестро Ѓумар, Лефифи, така да сега го води оркестарот маестро Иван Јеминовиќ, кој е еден прекрасен диригент и член на Македонската опера. И поминаа тука една плејада на млади уметници кои го најдоа својот пат
и да постигнат високи резултати. Сега тие се водички луѓе во оркестарот на опера и во Македонска филхармонија. Некои станаа и професори, но концертното искуство и поминување на програмата им даде еден импулс повеќе да се борат за својата професија и тие се успешни, тоа многу ме радува. Иако сте сега веќе во пензија, сепак вашиот дух не мирува, вашиот талент и не заслужува да биде скротен и да биде некаде подзаборавен, па меѓу другото последниве години направивте напор и основавте еден меѓународен музички фестивал кој што се одржува во вашата родна Струмица и за кој што сега се во текот подготовките за колку 5 години веќе постои. 5 година поред. Да, така е. Да ви кажем, тој немирен дух е таа желба за нови форми во музичката уметност. Оти, ако седнеме се зачуриме, нема перспектива. Гледате, оти, во сите сфери младата популација не оди надош. Школовани, умни луѓе ни заминуваат. И јас правам напор на тој начин да дадеме шанса, да ги презентираме, а мора да кажем искрено дека Источна Македонија беше неправедно запоставена овие години да нема ни еден фестивал за класична музика кога зборуваме, а имаме еви музичка академија во Штип, да кажем. Така да јас тој мраз го скршив и благодарение на општина Струмица ме поддржаа во идејата, покасно и Министерството за култура не поддржува и јас им благодарам на разбирањето, така да во Струмица направивме еден фестивал на камерна музика. Тоа е ретка форма и многу е захтевна, како физички, така и финансиски, бидејќи сега не станува настапите на уметници да биде солистички, дали само клавири, виолина или глас. Сега веќе се трио, квартети, хор, квинтет, поголеми состави. Фестивалот се одржува во јуни месец. Од 1 до 10 јуни и 5 концерти имаме. Така да 3 се меѓународни, 2 се со македонски состави. Јас се радувам и оваа година не поддржа и општина Струмица и Министерството за култура и верувам ќе имаме успешен фестивал, бидејќи годинава ќе имаме гости од Словенија, наши познати уметници и состави, од Србија, од Русија, така да секоја година сакаме да има нова држава, уметници да гостуваат од друга, да представат друга култура и едноставно да ја прикажеме и македонската музичка уметност, но и странските гости да ни презентираат една нова музичка уметност. Навистина голем е придонесот што го давате сите овие години на македонската култура, на македонската музичка сцена. Просто невозможно е да се спомнат сите важни моменти и сето она што се случувало за овие 5 децени, но сепак ми беше голема чест и задоволство барем дел од тие нешта да ги споделиме денеска и да може да ги слушне нашата и ваша публика. Јас ви се заблагодарам за одвоеното време, секако со подарок од нашите поддржувачи, Државна лотарија, тука имате уште неколку урбан стил грепки и ќе ви посакам успешна реализација на камерниот фестивал во Струмица, меѓународниот фестивал, со надеж дека и во следниве години со подеднаква љубов, жар и посветеност ќе ве гледаме на нашата музичка сцена. Ви благодарам на вниманието и само да зборуваме за високи вредности, за успеси и како и вашата емисија за Среќа Плюс. Благодарам уште еднаш. Верувам дека го задржавме вашето внимание до крај и дека со уживање го проследивте разговорот кој што ни потврдува дека на нашево поднебие навистина имаме врвни уметници со кои што можеме и требаме да се гордееме. Сега е време да се збогуваме од вас, затоа што времето брзо тече кога сме во друштво со пријатни и елоквентни луѓе, но не заборавајте дека веќе следната сабота ве очекуваме со ново издание на Фактор Среќа, а до тогаш среќата нека ве следи и нека биде ваш верен и секојдневен сопатник. Имајте убава вечер.